Благодарам, почитуван председавач. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Почитуван министер. Сето ова што го зборуваме овие денови во однос на амандманската расправа и амандманите кои што ги имаме поднесено во однос на буџетот за 2022 година, некако ги спроведувате во насока дека се што е поднесено е со намера да бидете само критикувани. Од овде ве повикавме неколку пати да излезете конструктивно, да ги посочите сите работи на кои што се темели овој буџет. Меѓутоа, реалните работи кај што граѓаните ќе почувствуваат директен бенефит од овој најголем буџет за 2022 година. Во однос на амандманот кој што го поднесовме како пратеници од опозицијата, со кој што се предлага да се обезбедат средства во висина од 1 милиарда денари за финансиска поддршка со цел покривање на 50% од трошоците за субвенционирање на електрична енергија на правните субјекти кои ја набавуваат на слободниот пазар на електрична енергија. Се произнесовте и ревносно од овде посочувате дека нема потреба од вакви средства и дека овој амандман не е издржан. Меѓутоа, бројките и состојбата во која што се наоѓа и енергетскиот систем, а секако и граѓаните на Република Македонија го потенцираат и го кажуваат сосем спротивното. Меѓутоа, секогаш кога ќе наидеме на ваква ситуација, формирате адхок тела, носите адхок решенија, не сакајки да имаме системски решенија за сите вакви проблеми со кои што се соочуваме. Ако видиме хронолошки, во изминатите години се формира најразлични тела во однос на кризни состојби во енергетиката, во здравствениот сектор, во земјоделието, во сите области каде што адхок формирате тела за решавање и гасење на пожари. Причинско-последична врска за она што се случува денес во однос на енергетиката и овој амандман кој што ние го поднесуваме е токму да можат да бидат ублажени последиците кои што ќе ги почувствуваат токму граѓаните. Зошто? Зашто целокупниот овој систем е еден врзан синџир кој што најмногу на крајот ќе го почувствуваат теретот обичниот граѓанин кој што е најдиректно погоден. Зошто? Со покачувањето на цената на електричната енергија, за кое што впрочем и пред неполни 2 месеци го намаливте и ДДВ-то со цел да не се почувствува пред локалните избори шокот кој што следува. Причинско-последичната врска за да дојде до денешната ситуација е токму неработењето на органите на извршната власт и неспособните кадри кои што ја водат. Немавте стратегија и затоа, ако во нормални услови, кога имаше услови, електричната енергија да се произведува и да може граѓаните да го почувствуваат овој бенефит, вие по дампинг цени ја продававте, односно државни електрани ја продаваше по сума од околу 37 евра, за да може да си купите социјален мир. Потоа пристапивте кон ДДВ намалување и сега нема каде да одите и предлагате директно да бидат вбризгани 65 милиони, односно прогласивте кризна состојба. Ова, впрочем, не е ништо друго, освен да се суспендираат одредени позитивни законски правни решенија кои што во моментот важат и се на сила за да можете да ги исплатите овие средства. Меѓутоа, повторно потенцирам, ова е адхок решение со еднократно вбризгување, бидејќи сведоци сме дека само 17 дена се потрошени околу 30 милиони од овие средства. 30 милиони евра. Каде им е крајот на сите овие компании кои што допрва треба да набавуваат електрична енергија на слободниот пазар? Потенциравте и вие ова го рековте, дека законска обврска според Законот за енергетика на ЕСМ е да обезбеди 60% од потребите за домакинствата на електрична енергија во Република Македонија. Меѓутоа, сведоци сме дека во изминатиот период се обезбедува многу повеќе, односно 95% од енергијата се обезбедуваше токму од ова предпријатие, со што како социјална држава ја одржувавте рамнотежата во однос на струјата и цената на струјата спрема крајните корисници, односно граѓаните. Ова го докажува вашето неинвестирање
еклантантен пример каде што се покажува со намалување на производството кое што го објавува и Државниот завод за статистика, каде што вели за домашно производство на струја само државните капацитети, ако во 2010 произведувале 6476 гигават часови, замислете во 2020 година произведуваат само 3643 гигават часови. Ова е намалување за неваре околу 40% на производството на електрична енергија од државните капацитети, кои што се и формирани за тоа и единствено целта им е да можат да пружат услуги, односно произведување на електрична енергија, за да граѓаните имаат поевтина електрична енергија како крајни корисници, секако овде и малите и средните предпријатија и големите корисници на потрошувачи, односно правните лица кои што имаат поголема потрошувачка на електрична енергија. Меѓутоа, се повикавте и на она законско решение дека универзалните, доколку не ги снабдува универзалниот снабдувач, дека сепак има законски решенија кои што ќе бидат во одреден период снабднати со електрична енергија и големите потрошувачи, секако и малите и средните предпријатија. Меѓутоа, и во изјавата на еден од страна на Евана Хоум како електроснабдување и фирма која што е најмногу застапена во снабдувањето со електрична енергија и на граѓаните и на правните лица, е потенцирано, а тоа е впрочем и законска основа, дека тие се обврзани, доколку нема кој да ги снабдува, големите компании да ги снабдуват во крајен случај, но не подолго од 3 месеци. На прагот сме, на почетокот на енергетската криза, која што ни тропа на врата, а ние во моментот немаме никаква сигурност дека доправа ќе се реши овој проблем. Ако државната, односно ЕСМ, обезбедуваше 95% од потребите на домакинствата на електрична енергија, ова година не се ниту пријави на конкурсот за снабдување на електрична енергија спрема воевана и впрочем сме сведоци дека истото ја повторуваат постапката со цел да истата се пријави, а тоа е повторно ќе потенцирам причинско-последична врска, бидејќи се одвоија средства да во декември месец се направи јавна набавка за набавка на мазут, за да после 12 години се отвори централата во Неготино за да може да произведува електрична енергија. Почитувани, во декември се распишува јавна набавка за набавка на мазут, кои што знаеме за вакви набавки дека се потребни повеќе од 30, 40, можеби и 50 денови за истата да биде финализирана, за да може да се набави, односно да се склучи договор, а после тоа да истата почне да произведува токму она потребната енергија која што граѓаните во моментот им е најпотребна. Ако се појават одредени аномалии и во спроведување на оваа постапка, ќе помине целата сезона. Односно, во зимскиот период можат да ни се случат драстични, несакани состојби во однос на снабдување, како на големите потрошувачи, така и на малите. Биде иронијата уште поголема, бидејќи секогаш сте склони кон решавање адхок проблеми, председателот на регулаторна комисија изјавува дека е можно намалување на цената на електричната енергија дури во април. Да, меѓутоа истиот не кажува дека ова намалување е всушност 3 до 4 пати поголемо од цената на енергијата која што беше во изминатата година. Односно, тие очекувале дека можеби цената ќе падне околу 120 евра по мегават час. Сега е над 250-260 во текот на вчерашниот ден. А истата потенцира дека ќе биде намалена од сегашната состојба, а не потврдува и не потенцира дека истата е 3 до 4 пати поголема од онаа цена која што ја имавме во изминатиот период. Во кој што период?
и во најоптимални услови произведувавте многу помалку и цената на електричната енергија која што ја имаше и што ја произведуваа, ја продававте по многу ниска цена, ги направивте загубари. Сите овие државни компании кои што стопанисува со ова и истите се донесени на работна екзистенција, односно на ликвидност, и затоа во моментот прогласувате кризна состојба за да можете да ставате вон сила одредени законски решенија кои што се во сила во редовна постапка, за да можете да вбризгате одредени средства. Да, потребно е за да можат да се зачуват сите оние потрошувачи, односно да се заштитат, меѓутоа ова ви е решение за краток рок, за неколку денови. Набавувате јаглен, повторно потенцирам, во декември, ќе вршите превоз со камиони наместо со железница, каде што ниту ќе имаме од догодина патишта, а ќе има големи профити за одредени компании. Ова ви го потенцирам не случајно, зашто со ова инвестиција, ова ваша инвестиција во приватни фирми почнувате уште во 2017 година, кога ја поништувате јавната набавка со одлука број 11/178/9 од 17.8.2017 година, со која што требаше да се набави механизација во РЕК Битола за сопствени потреби, за ископ на јаглен и за одржување на системот за снабдување со електрична енергија во Република Македонија. Со цел да можете да ги изманипулирате и граѓаните и јавноста, а на нивни грб да профитираат одредени правни лица кои што за период од неполни 3 години, од 2017 до 2020 година, ги имате искеширано со целосно 93 милиони евра. Почитувани колеги, за инвестиција од 20